Здруженијето Инклузива од Куманово регистрирало нерегуларности, но и попречување и оневозможување на гласачко право на лицата со попреченост на локалните избори. Најголем дел од пријавите кои што пристигнале кај нив се однесуваат за проблеми со непристапни гласачки места, забелешки за параваните за гласање, како и недостиг на сликовитите прикази, граничници и шаблонот за гласање за слепи лица. Само од 4 града добивме известувања дека се поставени, а останатите воопшто не беа поставени. Исто така имаме пријава и од Охрид, каде што на жена со попреченост, на која десната рака не и функционира, и барале исклучиво со таа рака да биде идентификувана според новиот начин на идентификација и не било дозволено со левата рака, што се коси со нивното упатство за начинот на идентификација на гласачите. Така да таа морала малку повеќе да се мачи за да биде идентификувана со десниот прст. Особено беа забелешките околу непристапноста на гласачките места, но и недостатокот на граничникот за потпис и шаблонот за гласање на брајово писмо. Во вториот круг недостасуваа граничниците повторно, што треба да се користат за сите гласачи за да нема грешки во избирачкиот список. Која е причината, се уште не знаеме, дали не се подготвени или не се доставени до избирачките одбори. Имаме пријава од Куманово, од лице кое е со целосно оштетен вид, каде што не му бил даден шаблонот да гласа со шаблонот, односно самостојно да го оствари своето право на глас, туку повторно морал да гласа со својот придружник каде му е нарушена тајноста на глас. Од Инклузива реагираат и што по измените на изборниот законник правото на глас и овој пат не го оствариле лица згрижени во установи за вонсемејна грижа. Можност да го остварат правото добиле само корисниците на домовите за стари лица. Со тие измени од минатата година имаат право да гласаат луѓе кои се згрижени во установи за вонсемејна грижа. Тука спаѓаат повеќе видови на установи, а се дозволи да се гласаат само во старските домови. Ниту остварија права на глас лицата кои се во згрижувачки семејства, во центри за рехабилитација, во стамбени единици каде што живеат самостојно со поддршка, повторно им е одземено нивното право на глас, а постои одредба во изборниот закон. Новелата радува што овој пат кампањите и програмите на политичките партии биле пристапни за сите граѓани. На листите за советници се нашле дури 7 лица со попреченост, а 3 од нив се носители. Нашите препораки понатаму се затоа што непристапноста е повторно над 70% на гласачките места, да се подобри пристапноста на објектите, односно јавните објекти, но и советите на општините. Како тие луѓе што влегоа на советнички листи, ќе работат еднакво со останатите советници ако немаат пристап. Од Инклузива посочија дека на овие локални избори страницата на Државната изборна комисија била пристапна за сите граѓани.